Телевизија Алфа од секогаш била голем промотор и поддржувач на сите спортски настани кои што се организираат во нашава земја, а во следниве минути зборуваме токму за еден настан кој што има дугогодишна, 12 годишна традиција и е посебно инспиративен за сите љубители на велосипедизмот и на природата. Велес Байкинг велосипедското друштво ја организира по 12 пат турата која што ќе се случува во недела и за која што во продолжение зборуваме со председателот на ова велосипедско друштво Зоран Јаневски. Здраво и пред се честитки за ова убава, одлична спортска иницијатива која што велешани, но и останатите кои што ви се приклучуваат, ја негувате веќе деценија и нешто. Здраво уште еднаш. Ти благодарам на поканата. Искрено се радуваме на овакви промоции на нашите настани. Како што кажа, настанот е во организација на Сдруженијето Велес Байкинг, на кој што сум јас председател, и се одржува по 12 пат. Сега веќе далечната 2014 година, кога група на граѓани, тогаш што уште не формирано Сдруженијето, на брзина ја одржавме таа тура и од таа година па нааму можеме да се пофалиме дека преку 4000 учесници имаме во просек од целата држава, од целиот Балкан па и пошироко. Пред неколку години имаме гости од Шпанија, од Хрватска, од Словенија. Оваа година имаме најава од Грција и од Бугарија. Па ќе видиме со оглед на времето, ќе видиме како ќе биде и оваа година. Евидентно е дека од година в година расте и масовноста на самиот настан, неговата популарност, расте интересот и се повеќе луѓе се приклучуваат во таа, ајде да кажам, маунтбајкинг комуна, која што е нели поврзана со овој настан. Дали се уште има место за пријавување, каков е интересот оваа година? Па така, интересот како и секоја година е голем. Има добар одзив за сега, се надеваме дека ќе се пополни уште некој број. Морам да кажам дека во последниве 3 години локацијата на одржување на настанот ја сменивме и на наше задоволство, на покана на собствениците на винарија Шато Сопот. Стартот, целта и сите активности во текот на денот се одржуваат токму во винаријата. Значи, имаме ние агенда на самиот настан, започнувајќи од 8 часот, стартот е од 10 часот, од минатата година воведовме и рекреативно пешачко-планинарска тура, тоа е повеќе пешачко, отколку планинарска, затоа што се оди по релативно лесни патеки, меѓутоа сепак за љубителите на пешачењето, за да земат учество, направивме и таква, меѓутоа акцентот е на велосипедизмот. Морам да нагласам дека ова е рекреативна велосипедска тура, затоа што рекреативниот велосипедизм е во голем подем во целиот свет, не само и кај нас, и Македонија го зазема тој правец на се поголемо учество на вакви рекреативни велосипедски тури. Така да, јас очекувам негде околу 300 посетители минимум во текот на после завршувањето на настанот. Ние подаруваме на секој учесник пита пастрмајлија, чаша вино. Тоа е се во знак во склоп на големиот фестивал на пити вино кој што се одржува баш тој викенд и ние го обележуваме заедно со настанот и благодарение на општина, каде што се општина Велес, каде што сме поддржани и од нив. Сето тоа го правиме во склоп на самиот фестивал. Така, освен овој актуелен настан и ова маунтбајк тура, Сдруженијето велосипедско Велес Байкинг е организатор на многу настани во текот на целата година, почнувајќи нели од Азот, од други настани, посетата на нашата медена земја и медарката Атидже. Може ли малку и за сите тие настани кои што имаат една иста цела, тоа е промоција на здравиот начин на живот и велосипедизмот? Па така, Сдруженијето Велес Байкинг покрај ова рекреативна тура поддржува и аутдор фестивал кој што се одржува секоја година во последниот викенд од мај
И тој фестивал има голема традиција. Наредната 26-та ќе биде исто 12-ти поред. Се одржува во срцето на Македонија, во регионот на Азот, во селото Богомила, едно од најубавите села во Македонија. И таму привлекуваме голем број на љубеници на планинскиот велосипедизам. За разлика од оваа рекреативна тура, која што заборавивме да кажеме дека е релативно лесна и возлива за сите категории, во Богомила е малку позахтевна и бара поголема физичка издржливост, така да таму не препорачуваме да идат почетници, за разлика од оваа тура. Оваа тура, што ќе се одржи во недела, е првенствено за дружење и забава, и сега да не биде само седиме и јадеме пита, да извозиме некој километар. Така, покрај овие два настани, еден од настаните кои што нашето здружение се гордее е турата по македонските степи, која што завршува со одење на гости кај Атидже. Ние Атидже немаме заборавена и покрај тоа што, за жал, малку е подзаборавена како од државата, така и од другите институции. Последниот викенд од март месец, оваа година, за жал, не го одржавме поради лошите временски услови. Меѓутоа се надевам до година ќе биде масовно посетена. Само да ви кажам дека 2024 година имавме 380 учесници, каде што ние како волонтери сите учесници ги однесовме до Бекирлија, направивме музички настан, затоа што имаше мала помош со музички инструменти. Знаете дека Атидже е голем љубител на музиката. Имаше понуда од низиниот мет, така да си поминавме многу убаво. Се надевам дека и годинава ќе го направиме истото. Тоест наредната година, не оваа година. Планинскиот велосипедизам не само што нуди можност да се ужива во природата, да се спортува, туку и да се запознае со секој со тие природни убавини на Македонија кои што се недопрени, скриени, и веројатно тоа е таа убавина што привлекува толку многу луѓе да се занимаваат рекреативно или професионално, некои дури со овој планински велосипедизам. Како низ годините расте интересот за самиот спорт? Па така, интересот е поголем. Морам да признавам дека за короната малку, за време на короната стагнираш. Не знам од кои причини, мислам дека требаше да експлодира велосипедизмот, затоа што во другите држави за време на короната единствен излез во природа беше велосипедизмот и планарењето. Кај нас малце беше обратно, меѓутоа мислам дека се враќаме полека на тие патеки. Рекреативниот велосипедизам е добра причина да излезете на чист воздух, да ги запознаете природните убавини на нашата земја. Знаете, Македонија е 80% планинска држава и ние мораме да го искористиме тоа колку можеме повеќе. Пак ќе се навратам на еден од проектите на Велес Байкинг. Ние во соработка со Словачката амбасада и тогашниот, сега веќе бившиот амбасадор на Словачка, господин Хенрик Маркуш, кој што го поздравам во оваа прилика, и е голем љубител на велосипедизмот во Македонија. Со нивна помош направивме еден добар проект, посети 50 места во Македонија и веруете, во тие 50 места не спаѓаат оние комерцијални туристички атракции како што се Охрид, Скопје, Маврово и некои други, туку направивме промоција на места кои што и самите македонци слабо ги познаваме. Например, кралската гробница во Бонче, ретко кој бил таму, освен нас планинарите, велосипедистите и љубителите на природата. Тука би го споменал Ѓаволскиот зид во Лозово, Била Зора, оној геоглиф и многу други такви места кои што имаат непроценливо значење, меѓутоа за жал им обрнуваме многу малку внимание. Со помош на Словачката амбасада ние направивме веб-страна. На веб-страната има уште место за доработка, ние континуирано ја полниме со податоци. Веруете, многу тешко за тоа што се до тоа го правиме волонтерски.
Меѓутоа има податоци, има места каде што можете да разгледате и да видите каде би можеле да го потрошите викендот по ваша желба. Навистина одлична идеја, одличен проект и одлично што еве оваа информација споделуваме да допре до многумина и да ги инспирира да се приклучат и да уживаат во сите овие можности и убавини на Македонија, но и можности што ги нуди планинскиот велосипедизам. И за крај да го заокружиме разговорот со информација каде оние што се заинтересирани може да се пријават за настанот во недела, бидејќи спомнавте дека има уште некое слободно место. Така малку се расприкажаме, меѓутоа се вратиме на првата тема за рекреативната тура која ќе се одржи во недела. На нашата фанпејдж страна на Велес Байкинг ги има сите податоци, има отворено евент. Може да секој што е заинтересиран, има линк за пријавување, има сите потребни податоци во однос на големина на тура, време на тргнување, време на пристигнување, фул агенда за сите заинтересирани, локација на винаријата за оние што не знаат, мада не верувам дека не знае некој каде се наоѓа винаријата, и ги очекуваме сите заинтересирани да дојдат во недела. Времето ќе биде убаво, за разлика од минатата недела која не посака, меѓутоа мислам дека оваа недела ќе биде добро, идеално ќе биде за возење, така ве очекуваме во што поголем број, иако имаме, да морам да признавам, до сега има околу 200 пријавени, така да очекувам полна винарија и голем број на љубеници на велосипедизмот. Благодарам за разговорот и посакувам одлично време, масовна посетеност и одлична атмосфера на рекреативната тура во недела. Ми беше задоволство да зборуваме на оваа тема денес. Јас ти благодарам, во оваа прилика би сакал да ти доделам еден символ на нашиот аутдор фестивал Азот, затоа што рекламните материјали во моментов не ни се спремни за питијадата, затоа ќе ти поклонам една маичка од неодамнешниот одржан фестивал Азот. Ова е од 12-тата оваа година, па се надевам дека ќе го потребиш ти како љубител на планините, ќе го потребиш на некоја тура. Благодарам многу на овој прекрасен подарок и се дружиме во недела на падините на Велес. И благодарам уште еднаш.